Штип синоќа одбележа 85 години од првиот кошаркарски меч во историјата на Македонија. Убавиот јубилеј на едно место ги донесе екипите на Работнички и Куманово, кои одиграа ревијален дуел. Штип го знам уште од моите почетоци во кошарката, затоа што јас сум бил играч. Знам каков клуб бил уште од времето на Стибо, кога се викаше Штип. Можеби во последните години малку стагнира кошарката во Штип, меѓутоа се надевам дека сега после ова манифестација, после овој настан ќе се врати на здрави нозе, ќе се врати она популарност на кошарката и се надевам дека еден ден ќе има добар прволигаш. Марин Докузовски е едно од најпознатите кошаркарски имиња во Македонија. Актуелниот тренер на Работнички беше селектор на најуспешниот настап на македонската кошаркарска репрезентација, кога на Европското првенство во Литванија во 2011 го зазедовме 4-то место. Но и големите спортски успеси не го одвоија Докузовски од сеќавањата на своите кошаркарски пријатели, кога градот под Исарот имаше успешна кошарка. Уште од времето на Караколев памтам кога играше за Штип, па на Вили Стојменов сум играл заедно со него, така да па на Маријан Ѓуров му бев тренер во Работнички. Сите тие се штипјани, така да не можел да изјавам секој посебна во својата генерација имал своја доминација, така да имало многу добри играчи. Но денес веќе не се игра кошарката од некогаш. Комерцијализацијата на спортот ги однесе локалните спортисти онаму каде што се парите. Сепак треба и финансии за спортот, без финансии нема ништо. Меѓутоа мислам дека треба да се стави акцент на младите, затоа што Штип е познат со таленти по кошарка, така да се надевам дека за неколку години можеби тие може сега знаете како да се појави еден финансиер, може веднаш да игра во прва лига. Меѓутоа мислам дека Штип има расадник на своји играчи и дека треба да само мала некоја инвестиција и да биде повторно она што бил некогаш. А можеби најголемата инвестиција во иднината на штипската кошарка би била инвестицијата во сеќавањето на кошаркарската историја на првиот ден на македонската кошарка во Штип на 27 август 1933 година, кога Тодор Кошевалиски го донесе првиот баскет во земјава. Иницијативата за подигање на спомен обележје на мечот меѓу црвените и црните во дворот на училиштето Ванчо Прке се очекува наскоро да добие своја реализација. Споменот обележјето се надеваме дека во текот на овие месец или 2 месеца ќе биде готов. Се знае ми локацијата кај во централното градско подрачје, кај основното училиште Ванчо Прке, и тоа ќе биде еден добар спомен постамент на основоположникот и на соколските членови во Штип. Она што е тажно е тоа што градот каде за прв пат бил постигнат првиот кошаркарски поен, денес нема кошаркарски клуб, кој ќе им парира на големите Работнички, Куманово или МЗТ. Можеби сеќавањето на минатото, кога Штип бил извор на звучни имиња, но и на голем и силен кошаркарски клуб Стибо, ќе го запали жарот кај спортските ентузијасти и одново ќе го воскресне фениксот на штипската кошарка, која повторно ќе разбуди морници кај оние кои ги паметат во боја црно-белите фотографии.